Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски, заедно со државниот советник за рурален развој Трајан Димковски, при посетата на Кочани остварија средба со земјоделци, производители на ориз, добитници на мерката за набавка на специјализирани комбајни за жнеење на ориз и набавка на сушари за ориз. Николовски истакна дека за 300% се зголемени субвенциите за ориз. Со новиот модел оризопроизводителите добиваат основна субвенција од 6.000 денари по хектар и дополнителна субвенција од 19.000 денари по хектар со употреба на сертифициран семенски материјал или 12.000 денари по хектар доколку не се употреби сертифициран семенски материјал. Оризопроизводителите, како и сите други земјоделци, на крајот од 2023 година на своите сметки авансно ја добија основната субвенција, нагласи министерот Николовски. Производителите на ориз преку програмата за рурален развој имаат можност да набават специјализиран комбајн за жнеење на оризот или сушара за ориз, што досега го направиле над 30 оризопроизводители, набавувајќи специјализиран комбајн за жнеење на ориз. Македонскиот ориз, како важна култура, е заштитена од увоз со предвидени 35% заштитна царина, а се помага извозот на македонскиот ориз. Висината на поддршката која ја добиваме изнесува 2,5 денари за пакување во најлонска амбалажа до 500 грама, потоа 5 денари за пакување во најлонска амбалажа до 1 кг и 10 денари по пакување во хартиена амбалажа до 1 кг. Од оваа година поддршката за зелена нафта се зголемува за 100%, а оризопроизводителите сега ќе добиваат зелена нафта во износ од 3.200 денари по хектар.